Колешке Лукаревска, ви честитам на храброста што еве од вкупно 6 пратеници на СДСМ кои што силно го критикува овој буџет, бевте и вие една. Инаку, ако не знаете, пракса во ова собрание било секогаш председателот на Комисијата за финансирање и буџет прв да ја отвара општата расправа, но тоа е тоа. Значи 6 говорници од СДСМ, силни критизери, 10 од СДСМ и еден од овие колумбискиве туристи кои што доаѓаат во собрание само за да направат некој рилси, толку одговорите. Знаете како имаше време во ова собрание кога не стасуваше време да се дискутира по општа расправа за буџет. До 22 часа од навечер сме работеле затоа што не стасуваше време. Вие не само што немате луѓе, немате реални критики. И вие сега ќе зборувате овде, ќе повикувате на сериозни критики. Сања Лукаревска од СДСМ. Сериозни критики, велите на што се трошеле парите од овој буџет. Па еве ќе ви кажам. Вкупно одобрени проекти до сега за една година 828. Бројчано, бидејќи вие сте економистка, ги милувате бројките. За транспорт 589, култура 13, социјална политика 6, животна средина 143, спорт 29, образование 48. Или вкупен износ во средства милиарда 636 милиони 560 и 687 денари. Ве молам, колешке Лукаревска, на вистина да го задржиме достоинството, бидејќи при крај општата расправа, мислам дека не беше коректно да ги најавувате амандманите за Кочани, вие кои што ништо не превзедовте за оние 3 несреќи кои што се случија во ваше време и сега заради политички поени да го споменувате Кочани, ви кажавме дека најмалку вие треба да се грижите за руината од Кочани која што ја оставивте. Инаку за подсетување на македонската јавност, во време на СДСМ, особено кога овде се разговараше за ребаланс, знаете зашто ги пренаменувавте средствата? Особено оние за капитални инвестиции. За најомилената ваша ставка, други расходи. И никој не дозна што за вас значи ставката други расходи. Ама да, најголемиот дел од средствата таму ги пренаменувавте. Никој не дозна зошто, каде, како, колку, но да, јавноста веќе знае, вашиот лидер Венко Филипче добива на подарок Ауди Q8 од не знам колку илјадници евра, заедно со Заев добија златни визи за Дубај. Никој не знаеме зошто. И вие овде сериозно ќе критикувате? Ви се молам, најмалку, вие треба сериозно да критикувате. Вие треба сериозно да си седнете, да се состанете и да се запрашате каде терате. А ВМРО ДПМН, како водечка партија во владата на Република Македонија, со овој буџет, после една година начекана оплячкана каса и тоа како, знае каде тера. Македонија е претворена во едно огромно градилиште. Ако тоа не ви се допаѓа, земете ги розевите очила каде и да ги оставивте и погледајте преку нив. Ви благодарам. Благодарам.